треба да се обезбедиме соодветни услови за спиење. Тоа значи удобен кревет, удобна перница која што ни одговара, доколку имаме проблем со тоа, веднаш треба да го смениме. Сонот нема цена. Значи штетата од непроспиените ноќи ќе се види не само по нашата нервоза, анксиозност, главоболки, напред што веќе ги споменавме, туку подолготрajno ќе се види и врз нашата кожа, врз нашиот физички изглед, врз кардиоваскуларни проблеми, покачен крвен притисок и ризици од други телесни проблеми. Значи, несмисата е сериозна работа, ако трае подолго време и треба да и се даде токму такво значење. Втора работа е значи да почитуваме одредено време на легнување, кое што треба да го воспоставиме. Ако легнуваме вообичаено, тоа не значи дека секој ден во годината мора да легнуваме во 11 или во 10 или во 11:30. Меѓутоа, ако легнуваме вообичаено во 11, да легнуваме вообичаено во 11. Исклучоци има и тоа не е важно, секој има потреби, меѓутоа да не биде тоа правило. Значи се знае кога квалитетниот сон треба да се одвива, тоа е период од 22-23 до 06-07 наутро. Собата рековме да биде соодветно затемнета и со соодветна температура не повеќе од 23 степени во никој случај. Сега, треба да внимаваме и на нашите навики, поготово во тип на исхрана пред спиење, поготово после 20 часот. Секое ноќно јадење по правило е штетно за милион други работи, и за нашиот изглед, и за крвната слика и така натака. Меѓутоа, тешкава храна ќе ни направи проблеми при заспивањето од една страна, од друга страна треба да се избегнуваат доцни внесување на кофеински напитоци, кафе, чај, руски, индиски, како го тоа кажеме. Алкохолни пијалоци во голема количина се штетни, иако ќе заспиеме, ќе се разбудиме потоа, па нема да може да заспиеме, така да тоа се тие навики кои што треба да ги намалиме. И сега количината на пушење навечер, никотинот повторно предизвикува да имаме проблем со заспивањето. Да ги тргнеме настрана и да ги отстраниме барем неколку часа пред заспивањето. Така, апсолутно. Барем неколку часа пред заспивањето да не си посметаме на својот сон. Големи количини на течности исто не се препорачуваат од било кој тип, од едноставна причина ќе се разбудиме за да одиме до тоалет и ќе го нарушиме сонот. Можеби да се разбудиме 2-3 пати. Мислам банално, ама голем проблем на кој што не размислуваме понекогаш. Важно е да се има во предвид и тоа дека редовното вежбање и физичка активност едноставно ни го намалуваат нивото на стрес и не доведуваат во ситуација да може да заспиеме помирно. Меѓутоа и тука има некои ограничувања. Немојте да вежбате досна навечер. Не вежбајте значи во 10 часот и така натака. Барем 3 часа пред спиење не е убаво да се вежба затоа што нивото на адреналин се зголемува. Па после тоа нема да можеме да спиеме. Не се дотакнавме до реален проблем на општество модерно, поготово значи од млада популација до постара, тоа се електронски уреди. Значи секоја светлина која што зрачи, поготово таблети, лаптопи, смартфони кои што ни се секојдневие на огромна количина од популацијата. На другата, ако не се тие телевизија е овде. Значи секое зрачење ги намалува нивоата на секреција на мелатонин, хормонов на спиење, и сето тоа предизвикува да потешко заспиваме. Заборавете ги барем пола час пред легнување. Легнувате во кревет и до вас се уште сме таму. Значи обидете си, дајте си време. Ако сакате, ако ви треба, имате некој систем на заспивање или некој начин за полесно да заспиете, заменете го телефонот со книга. Прочитете 5-6 10 страни, поразговарете со партнерот и тоа ќе ви успие. Или не знам, користете некоја топла купка, е корисна, како што правиме за малите деца, не случајно ги бањаме пред спиење, ги воведуваме во сон, за убаво да заспијат. Или им даваме топол напиток, како млеко. Не е тоа случајно или не е тоа некоја бабина традиција. Значи ние едноставно го смируваме организмот и го подготвуваме за сон. Тоа што е апликабилно за малите деца, апликабилно е и за нас возрастните. Треба да се опуштиме, дојдеме во ситуација во која што ќе може да заспиеме.